Milo mi je što kaže jedna golema vistina, što kažete SDSM, DUI, VMRO, ti kako Ljevica, Alianca, Alternativa i koji da ste tuka. Dodeka sam ja predsjedatelj na Собранието, не можете да мислите и да сонувате на контрола над Собранието. Не е ваше Собранието. Собранието е на граѓаните. И аз токму за тоа се борам и ќе се изборам до крај. Без оглед, што може би денес, утре, јас сочувствувам со тие луѓе што очекуваат и чекале 3 месеци и чекаат 6 месеци од четвртиот пакет закон кој што не е донесен уште. Кој што чека во второ читање да дојде на наредна седница, за која што очигледно, тие што мислат дека треба да прават контрола над Собранието, нема да учествуваат на работа на Собранието на 21 за да дојде четвртиот пакет законот кој што е заостанат, а во второ читање на наредна седница треба да дојде. А пред 6 месеци бил овде да се разгледа на прво читање. И мене ми е мило тоа што го призна, дека нема никој контрола над Собранието, единствено јас. Јас сум надлежен да имам контрола над ово Собрание, се додека сум председател на Собранието. Ако ќе имат поинакво мислење, уште утре поднесете иницијатива. Изберете човек над кој што ќе имате контрола, за да можете да имате контрола над Собранието. Додека јас дишам овде на столица, контрола ни ти, ни Арбра Деми, ни Јован, ни Никола, ни Скендер, немате да имате. Контролата над овај дом е на граѓаните. А граѓаните избори ќе ни кажат на сите нас. И мене ми е мило што си го разбрал и што го кажа. Да, вчера ви кажав, не знам како ќе тече 32 седница. Ќе продолжиме со 32 седница. Во зависност како ќе тече. Океј сега, за овде, океј сега. Да, кажав, ќе чекам, полекаде, ќе чекам што ќе биде договорот, преговорот. Но, не останавте доследни на тоа што јас го кажав до петок. Го чекам конечниот договор што ќе биде договор мнозинство Алијанца Алтернатива по однос на Закон за државјанство, за да не испадне дека сум ја минерот на таа иницијатива за изнаоѓање решение и по тоа прашање. Ово го кажа вчера почитуван мој колега Апасиев алијас Кастро. Така? Нели го кажа вака? Не, извинете. Денеска дојдовте, се подпишавте 101 пратеник овде и цел ден седите на Фейсбук и по медиуми удирате како талат не сака, како сега талат не сака. Талат одбива, талат обструира. Не, бе, брат. Еве и тука влезете, 21 точка има за гласање за 32 седница. Јас не викам дека мора да ги поддржувате тие точки. Иако се сите точки, да не ви ги читам една по една, се во интерес на граѓаните. Ниту се во мој интерес, ниту се во интерес на моја фамилија. Така? Процедурата е таа. Ова седница е отворена, онако како што инсистиравте унанимно. Јас ја свикав 36-та седница и бев многу јасен, впрочем, членот 81 чинам од деловникот, член 81 од деловникот, сега ќе ви цитирам, вика, став 1, председател на Собранието може да ја прекине седница ако нема мнозинство пратеници потребно за одлучување и во други случаи кога ќе оцени дека тоа е неопходно. Јас немам мнозинство тука за одлучување, не одлучувам јас. Вие треба да сте бидете 6-1 овде и не сте. Ама тоа ти викаш така, деловникот не вика така, затоа што одлуката на председател на Собрание, став 5 вика,
времето за продолжување на прекината седница го определува председател на собранието, а 36-та седница су не прекинал тамо некаде. И имајќи предвид дека на 32-та седница имам кворум, а сите сте подготвени да учествувате на 36-та, затоа ја свикав 36-та, а вие не сакате да учествувате. Благодарам.